Почитувани, добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Стаф е советникот Драган Петковски. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Благодарам и на вас за поканата. И пред да почнеме со емисијата, би сакал да искористам приликава на нашите сограѓани да им ги честитам изминативе празници, да им пожелам пред се здравје, среќа и успех во работата. Изминативе 2 години сте дел од Советот на општина Куманово, вие сте координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Како гледате на годината која што е зад нас, какви одлуки беа донесени и се исполнија ли очекувањата на граѓаните? Прво, јас сум советник и од претходниот мандат, така да дел од Советот сум веќе 6 години и имам малку подолготраен стаж во Советот и можам да ги разгледувам и така, од една поголема дистанца. Во минатата година, во споредба со претходните, не гледам некои значителни промени кои што значително би влијаеле на животот на граѓаните во Куманово. Па затоа сметам дека како Совет и како локална самоуправа во целина, не сме ги исполниле ниту ветувањата со кои настапувавме во предизборната кампања, а уште помалку се исполнети и очекувањата на нашите сограѓани за работата на оваа локална самоуправа. И понатаму ветувањата останаа повеќето само на зборови, а во пракса постојано се наоѓа изговори и некој друг ни беше виновен што тие ветувања не беа исполнети. Реално учествува ли вашата советничка група опозицијата во носењето на одлуките за градот? Па, иако сме дел од Советот, нашата советничка група на советничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е малцинство во овој Совет и сме опозиција во Советот, така да и покрај нашите настојувања и обиди за соработка, за наше активно учество во донесувањето на одлуки, секогаш и покрај нашите настојувања и обиди за соработка, секогаш при донесувањето на поважните одлуки во Советот бевме надгласувани. Дури и во случај кога нашите предлози беа за опште добро, прифатливи за сите, секогаш се наоѓаше некоја причина, некој изговор, понекогаш само технички, овие предлози, односно предложите дадени од наша страна да не бидат прифатени. Имам впечаток дека не беа прифатени само затоа што беа предлози на опозицијата. Неретко се случуваше истите тие предлози што кога ние сме ги дале не биле прифатени, малку преформулирани, по известно време да се најдат на дневен ред како предлог на владеечкото мнозинство и да бидат прифатени. На последната најдолгата седница на Советот на општина Куманово беше изгласан и буџетот за оваа година. Вие во својот говор истакнавте дека буџетот е далеку од развоен и дека зголемување има само во плати и придониси. Па до пред 2 години буџетите беа ние ги нарекувавме бунар на желби. Значи не беа ограничени што ќе влезе во буџетот и во која количина. Така да во буџетите се ставаше се и се што беа предимензионирани, а во пракса се реализира со многу мал процент, 30-40%, и на крајот на годината се вршеше ребаланс на буџетот, се отпишуваа нереализираните средства и најчесто се пренасаа за некоја од наредните години. Така да во буџетот можеше да се стави било кој каква желба ќе изрази за нешто, му се ставаше во буџетот и еве се исполнуваше на тоа. А ако подоцна се јавеше, као не се стигнало да се реализира. Последниве 2 години се донесе закон со кој што се ограничи буџетот во врска со претходно реализираниот. Значи, минатата година беше 10% над реализираното во претходната година. Сега оваа година малку е покачено тоа, мислам дека некаде околу 30%,
со што буџетите станаа многу пореални и имаше ограничување, значи не можеше во буџетот да влезе се и се што, значи мораше малку да се внимава на тоа. Така да не можеше да влегуваат во буџетот некои работи за кои што однапред знаевме дека нема да бидат реализирани. Капиталните расходи кои се носители на развојот во овој буџет се намалуваат. Зголемувањето на буџетот за 2020 година се однесува во најголем број случаи за плати и придонеси на вработените, како во општината, така и во јавните претпријатија, така и во образованието или некои други дејности кои што ги одат преку општината. Капиталните расходи, како што реков, уште повеќе се намалуваат, на што се должи и мојата изјава дека овој буџет е далеку од развоен, а јас дури би го нарекол и буџет на преживување, значи буџет кој што еве да поминеме и оваа година, дека нешто ќе се инвестира во развој на градот и во и некој бенефит за граѓаните, се сомневам дека и оваа година нешто ќе се остvari. Вашата советничка група поднесе дури 12 амандмани токму на буџетот, но истите не беа изгласани од мнозинството СДСМ и нивната коалиција. На што се однесуваа овие амандмани? Како прво, да нагласам дека буџетот не беше доставен само 7 дена пред седница на Советот. Иако според статутот на општина Куманово, градоначалникот е должен да го изготви буџетот многу порано и тој да биде доставен до советниците на разгледување, што во овој случај не беше така и представува очигледно кршење на статут на општина Куманово. Да не зборуваме за предизборните најави на градоначалникот, кој во својата кампања изјавуваше дека буџетите ќе бидат јавни, дека граѓаните ќе учествуваат во донесувањето на буџетот. Од овие изјави досега не видовме ништо. Нити во претходниот, нити во сегашниот, а како што стои работата, нема ни да видиме во текот на целиот мандат. Значи, овие најави за јавен буџет остануваат само на ветување. Ние, како советничка група, иако рокот беше прекраток, дури само да се прочитаат материјалите, а камоли да ги анализираме, се обидовме преку неколку амандмани да влијаеме колку толку да се подобри буџетот. Нашите амандмани се однесуваа за некои работи од комуналната сфера, некои работи за заштита на околината и намалувањето на загадувањето, што е доста актуелен проблем во последно време. Амандмани за лицата кои се движат со помагала, значи за спуштање на тротоари, значи и слично. Но како и обично, сите наши амандмани поради оваа или онаа причина беа отфрдени. Иако за некои од нив дискусијата беше позитивна и за повеќето советници беа прифатливи како амандмани, тоа остана само декларативно. Кога се пристапи на гласање, амандманите не беа прифатени. Нема да ме зачуди ако после известно време истите овие работи, истите овие амандмани се појават на Советот како предлог на некој друг, бидат прифатени, што ние ќе бидеме и тогаш за, во секој случај, сме за да биде подобро за граѓаните. Доколку би требало да изберете која според вас е најдобрата одлука која што ја донесе Советот за овие 2 години, а која е најлошата? Според мене, многу малку одлуки би влегле во конкуренција за најдобра одлука на Советот, а наспроти тоа конкуренцијата за најлоша одлука би била огромна. Навистина би било многу тешко да се определи победникот и во двете категории. Јас не би се определувал која одлука ќе ја ставам за најдобра и најлоша, освен тоа да го направат граѓаните. Впрочем, тие се и најзасегнати од нашите одлуки
и тие најдобро ги чувствуваат придобивките од добрите одлуки, како и последиците од лошите одлуки. Пред неколку месеци градоначалникот на Куманово даде отчет за оно што е сработено изминативе 2 години. Тој изрази задоволство од реализираните проекти, но при тоа нагласи дека Куманово како најголема општина во државата има и голем број комунални проблеми со кои што се соочува и за нив е потребен подолг период за да ги реши. Како гледате вие на она што е реализирано и имаше ли простор за фалба и слично? Па, тоа дека градоначалникот изразил задоволство од сработеното и од реализираните проекти, на мене ништо не ми значи. Многу повеќе ми значи мислењето на граѓаните околу овие прашања, а тоа по мој впечаток е сосема спротивно од тврдењето на градоначалникот. Впрочем, до кога ќе бараме разбирање од граѓаните и ќе наоѓаме причини и изговори за нереализирање на ветеното. До кога вината ќе ја бараме кај други, било од спротивниот табор, било од некои своји претходници, како не си ја сработиле работата и тие се причина за зошто сега нешто не се сработи. Впрочем, градоначалникот беше вклучен во локалната самоуправа многу време пред да биде градоначалник. Ситуацијата му е била многу позната, зашто се нафаќа и како се нафаќа, и можел да даде многу пореални ветувања, а не како во кампањата изјавуваме дека ќе направиме ова, она, а сега наоѓаме причини дека претходната состојба е причина зашто ние сме ја знаеле претходната состојба и многу често и самиот градоначалник учествувал во донесувањето на тие претходни одлуки. Има ли инфраструктурни проекти во Куманово? Да, би рекол дека инфраструктурни проекти има. Меѓутоа, дали се соодветни и колку се реализираат, представува друго прашање. Може да дискутираме за приоритетите со кои што се реализираат овие проекти. Многу од нив постојат како проекти и постојано се провлекуваат во плановите на определени предпријатија или на општината со години, а од нивна реализација нема ништо. Не се ни почнати, а не се гледа дека ќе бидат започнати нити во блиска иднина. Многу од нив ќе останат само на хартија како проекти инфраструктурни и ќе служат само за нечие промовирање, а од практична реализација ни трошна. Би спомнал дори и конкретно општинската зграда на Чаробенско ќоше се зборува веќе со децении. Подземни гаражи, катни гаражи, исто така се како проекти. Некои сообраќајни решенија се исто така со години, со децении. У секој буџет, у секој план за развој се спомнуваат дека од наредната година стоиме уште на почетокот. Уште сме на хартија, на планови, многу од нив веќе не се ни актуелни. Се решили проблемот со сообраќајниот метеж? Имаше некои мерки, колку според вас тие дадоа резултати? Сообраќајниот метеж не само што не е решен, туку имам впечаток дека од ден на ден станува се поголем и поголем. Еве, сите бевме сведоци дека во предпразничните денови движењето низ градот беше скоро невозможно. Градот беше блокиран и представуваше вистинска уметност да се стигне до посакуваната дестинација. Значи, се случуваше во некоја од централните градски улици да бидеме блокирани по половина час, да не можеше да се движиме. Со моменталното сообраќајно решение од некои улички или кумановски сокачиња направивме булевари. Во тие улички порано, ние ако живееме цел живот во овој град, не сме поминувале ни пешки, а сега мора да поминуваме секојдневно по неколку пати со возила. А на сметка на тоа некои сообраќајници кои што порано многу ги користевме во градот, од нив направивме паркинг простори, кои што
во многу ја отежнуваат сообраќајот и движењето на граѓаните. Ние уште во претходниот мандат предлагавме некои сообраќајни решенија за подобрување на состојбата, за кои што сегашниот градоначалник во тоа време гласаше против, а сега најверојатно го променил мислењето и веќе почнува да ги реализира. Ќе ги споменам тука кружните токови, кои што спрема моје и спрема наше мислење се едно решение за иднината, решение со кои што во многу се олеснува сообраќајот. Во градот има неколку такви точки на кои што може да кажеме плачат за кружни токови, ама на некого му беше во интерес да гради семафори на тие места. Ние дури организиравме неколку пати и протести, неколку пати амандмани, предлози дававме на Советот, кои што не беа прифаќани. Еве, и самиот градоначалник беше председател на Советот и гласаше против тие одлуки, а сега гледам изгради кружен ток. Добро, ако го променил мислењето, сите имаме право да се подобриме и во градот постојат уште неколку места на кои што подитно треба да се бара некое друго решение. Каква е според вас состојбата со јавните претпријатија за овие 2 години, што покажаа тие, работат ли рентабилно, ги надминаа ли финансиските проблеми или се уште се товар на општината? Па, може да кажам дека според моје мислење, состојбата на јавните претпријатија не е баш добра, да не кажам некој потежок збор. Мислам дека уште представуваат товар на општината, уште работат некои дејности со кои што не им се основни, како на пример јавно претпријатие Чистота и зеленува се занимава со угостителство, се занимава со стопанисување со базен и не знам, сега ќе се занимава со обележување на улици, а основните дејности за кои што впрочем е информирано како јавно претпријатие, трпат на едноставно дали е тоа чистотата, одржување на чистота и хигиената во градот, дали зеленилото, дали одржување на гробиштата, значи секојдневно слушаме безброј поплаки од граѓаните за овие основни дејности, а во исто време претпријатието го ангажираме на некои други работи кои што се далеку од неговата основна дејност. Слично, на пример, и јавното претпријатие Пазаришта се занимава и као основна дејност му е стопанисување со пазарите, а во исто време врши и паркинг услуги и преку паркинг услуги гледа да добие пари, значи таа дејност му е многу подоходовна него нивната основна дејност. Значи не се занимаваат со она што треба да се занимаваат, да ги подобрат условите, како за пазарџиите, така и за граѓаните кои што се служат за тие пазари, а во исто време се занимаваат со нешто периферно, од страна за кое што впрочем и постои и друго јавно претпријатие во градот, на кое што основна дејност му е пазар, но тоа е пак приказна за себе. Посебно интересно е што во овие 2 години во градот со одлука на Советот се формира ново јавно претпријатие, Куманово план, за кое што ние изразивме сомневање во целисходноста за едно вакво претпријатие, бидејќи според наше мислење тоа е таа дејност би требало да ја веќе постојат претпријатија кои што ја вршат таа дејност во градот и со формирање на ова јавно претпријатие само се ствара некоја нелојална конкуренција во таа област. Што е со гасификацијата? Задоволни ли сте како се шири мрежата? Гасификацијата е, значи, цело време
веќе 10 години како е формирано ова предпријатие, се нагласува дека Куманово е авангарда во гасификацијата во Република Македонија, дека еве ние сме први кои што уведуваме газ, дека треба ова предпријатие да се помогне, секоја година се одвојуваат немали средства од општинскиот буџет за финансирање на ова предпријатие и као секогаш се нагласува дека ова е предпријатие во развој, дека допрва ќе ги даде резултатите од она што го работи, дека допрва ќе се оправда воопшто постоењето на едно вакво предпријатие. Само за илустрација ќе ви кажем, после толку години, минатата година, се направени дури 50 приклучоци на индивидуални домувања. Ако земеме дека Куманово има некаде околу приближно околу 20.000 семејства, со 50 семејства годишно ќе ни требаат околу 400 години да се изврши комплетна гасификација на градот. Така да од сето ова може да заклучите колку сум задоволен од работата на ова предпријатие и како напредува гасификацијата на градот. Така да и покрај сите наставувања и покрај сите толку вложени средства, мислам дека не сме многу напреднале. Како гледате на вработувањата во општината? На Советот беа изгласани неколку одлуки. Тоа е па веќе посебно приказно. За илустрација само да ви кажам дека во 2010 година во Куманово, во општината Куманово имало вработено 132 лица. Тоа било пред 10 години. 2014 година од 132 бројката се покачала на 188. Во 2019 година, значи во претходната година, 252 вработени во општината. Значи за 10 години бројот на вработени во општината се удвоил. Сите живееме во овој град и знаеме дали Куманово два пати пораснало за овие 10 години, дори може да кажам дека се намалило од разни причини. Дали потребите на општина Куманово два пати се зголемиле за да има двојно вработени, или пак квалитетот на услугите е два пати подобар од она што сме го имале порано, па сега да се оправда на некој начин ова вработување. По мене тоа е само еден начин да се удомат некои партиски војници со работа во администрацијата, ништо повеќе. Како советничка... Дури, извините, за ова година, на последната седница изгласавме уште 25 проработувања. Значи, не се доволни ова што за 10 години удвоен, него уште 25, значи уште 10% повеќе потреба од вработување има. Би се сложува, може би има потреба, ама треба селектирано да се и структурираат вработените. Значи, не во определени дејности да се предимenzionираат, а она што фали да и понатаму да фали. Како советничка група остро реагиравте на подпишувањето на договорот за јавно-приватно партнерство со чешка фирма за осветлување на градот. Договорот е подпишан, проектот се спроведува. Зошто сметате дека не требаше да се направи нешто вакво? Не би рекол баш така, не знам од кај ви е тој впечаток дека остро реагиравме. Значи, ние како советничка група и воопшто како партијата го поддржуваме јавно-приватно партнерство, впечаток дека остро и сметаме дека тоа е една иднина за не само за јавното осветлување, туку и за многу други дејности, за многу други јавни претпријатија, дека многу подобро ќе работат, многу повеќе подобро ќе функционираат за помалку пари, а граѓаните ќе добиваат подобри услуги на овој начин, така да во принцип сме за јавното приватно партнерство. Е сега најдовме некои забелешки околу ова конкретно партнерство, околу начинот на спроведување, начинот на избор и
затоа бевме против, инаку во начало сме за јавно-приватно партнерство и секогаш ќе поддржиме едно јавно-приватно партнерство доколку тоа е адекватно образложено. Впрочем, доставиме малку и времето ќе покаже кои се бенефитите, дали е добро или не е добро. Мислам дека е уште рано да донесуваме заклучоци за нешто вакво. Кумановци имаат реакции дека е отежнат процесот за добивање дозволи за градба. Наидовте ли вие на вакви забелешки меѓу граѓаните и сметате ли дека еве се стави крај на градежната окупација на градот? Па не само граѓаните, многу повеќе од ова се засегнати градежниците. Значи, до мене пристапија и имав контакти со многу од овие градежници, многу фамилии во градот кои што живеа од ова. Сега се со стопирањето на издавањето на дозволи, а факт е дека е стопирано, ако се земе предвид колку дозволи се издадени за овие 2 години, колку биле претходни, дека целата ова дејност во Куманово е стопирана. Знаеме дека градежната дејност е движечка гранка во економијата, што директно, што индиректно, сите други гранки се поврзани со оваа дејност. И со стопирањето, мислам дека економијата во градот е во застој. Значи, многу фамилии кои што живеа од ова, сега веќе приходите им се намалени. Тоа дури не би било проблем, доколку тоа издавање на дозволи не е селективно по некој начин. Значи, на една страна, некој се стопира со издавање, значи се кочи, се бараат и возможни и невозможни решенија, а од друга страна на некои други места се даваат дозволи. Исто се однесува и на нарушењето на бесправните објекти. Сите бевме сведоци дека се сруши еден објект во центарот на градот, кој што по некоја наша процека не ни требаше да се изгради и требаше да се сруши многу порано. И ова е за поздравување. Значи, стоиме позади тоа. Меѓутоа, не оправдуваме ако во исто време во градот на неколку други места се градат исти такви или слични објекти. Исто на јавни површини. Значи, од една страна некој ќе го рушиме, од друга страна на некој ќе му дозволуваме пак да гради други такви објекти. Сите живееме во овој град и ги знаеме што се случува. По нас е тоа селективно постапување. Загаденоста е еден од најактуелните проблеми во државата, не го одмина ниту Куманово, неодамна се одржа и протест на активисти, меѓутоа поддршка дадоа и членови и симпатизери на вашата партија. Доволни ли беа мерките кои што ги презеде општината за решавање на овој проблем? Па мислам дека општината презеде многу малку мерки за ова. Не знам, постојат и тука и краткорочни мерки и долгорочни мерки не е тоа прашање кој што може преку ноќ да се преземат мерки и да се решат. Значи, се превземат некои мерки, ама по некоја наше мислење тоа е многу недоволно. Дури ние имавме некои амандмани кои по наше мислење би дале некои резултати околу ова. Како, например, да се субвенционираат електрични возила, велосипеди, грејење на пелети, на клима уреди. Значи, овие амандмани директно не беа прифатени, можеби затоа што беа предлог од опозицијата. Можам да кажам дека Советот е многу малку вклучен во тоа кои мерки, како и колку ќе бидат спроведени.
За многу од овие мерки дознавам преку медиумите, иако сме вклучени во Советот. Мислам дека има тука доста простор за работа и дека треба и општината, па и Советот да длабоко да се зафатат со решавање на овие проблеми. Ние дори би во деновите кога беше најголемо загадување баравме и воредна седница, баравме и или воредна точка на дневен ред да се стави, меѓутоа како и обично не најдувавме на отворени врати. Куманово никогаш немало повеќе пратеници, министри. СДСМ во моментов управува со државата, со Куманово веќе 28 години. Додека вашата партија управуваше со Македонија, често можеше да се слушнат забелешки дека во Куманово не е вложен ниту денар. Вложили овој пат СДСМ во Куманово? Вака не би се сложил дека сега има највеќе пратеници. Имало периоди кога во Куманово имало и многу повеќе пратеници. Дори ако добро се сеќавам, веднаш имаше и 8 пратеника од Куманово. Сега има многу помалку. А за ова дека има министри, заменици министри или директори на јавни предпријатија, да, државни секретари, тоа да. Меѓутоа, моје мислење е дека Куманово и понатаму е маргинализирано. Куманово и понатаму не го добива оној третман што го заслужуваат. И по својата големина, и по своето значење за Куманово не може да поминеме преку тоа дека е втор град по големина во Македонија, а гледаме дека многу работи го одминуваат. Например, пред неколку месеци беа донесена одлука од владата за субвенционирање на грејење со клими, каде што беа земени некои други градови. Куманово беше одминато со тоа. Значи, граѓаните на Куманово не можат да ја користат таа субвенција, а факт е дека Куманово е едно од најзагадените градови. Не знам зашто. Ако веќе имаме толку луѓе на некои определени позиции, можеле да излобираат и Куманово да влезе и граѓаните на Куманово да ги добијат тие бенефити. Впрочем, и за третманот на градот сведочи и она земањето на ингеренции за детските градинки во Куманово. Значи, од страна на Министерството за труд и социјала се земени ингеренциите на градоначалникот и на Советот врз определени работи околу градинките во Куманово. Тоа беше пред година и пол и уште трае, уште не сите молчат за тоа. Не знам како може да заклучиме дека Куманово има некој привилегиран статус, кога е во конкретни примери гледаме дека си останавме пак маргинализирани како што прочем исте која сме били. Куманово минатата година славеше јубилеј 5 века постоење, бројни концерти, манифестации, различни коментари од граѓаните. Според вас, достојно ли беше одбележан овој значаен јубилеј и имаше ли потреба од сите овие манифестации и сите музички имиња? Па добро сега. Факт е дека претходната година во Куманово имаше многу културни манифестации, како музички, што спомнавме, така и од други, дали тоа ликовни, дали театарски представи, дали изложби, некои издавање на книги и така натаму, со што мислам дека и требаше, Куманово и онака ги заслужува тие работи, тие манифестации треба и другите години да ги има, не само кога славиме 5 века од постоење на Куманово. А мене при ова нешто друго ми сметаше. Околу тоа дали требало или не требало, или дали зашто баш овие, зашто не оние, тоа е веќе работа на вкус. Значи на некој му се допаѓа некој пејач, на некој не му се допаѓа,
И тука веќе може да дискутираме за тоа. Меѓутоа, не им се допаѓа нешто друго, што по некој мој впечаток славевме 500 години Куманово, а како да славевме 70 години од постоење на Куманово. Значи, се стално се спомнува и се, впрочем, и на самата прослава на свечената седница, се зборуваше само за последните 70 години. Куманово постоело 5 век и пред тоа имало и луѓе кои што живееле на овие простори, кои што даде свој придонес во развојот и на Куманово и на целата наша држава Република Македонија. Така да мислам дека требаше и тие достојно да бидат обележени. Некако повеќе беа, ми се чини, барем, дека сите овие работи беа повеќе свртени кон моменталната состојба, кон моменталните носители на власта во градот. Впрочем, многу пати мој впечаток е дека и самиот градоначелник ги искористи овие манифестации за своја лична промоција. Општината ги врати спортските објекти, Соколана, спортската сала, стрелиште, градскиот стадион. Сметате ли дека ќе им се врати сјајот или ќе бидат во уште полоша состојба? Па, не знам, некако да, се сложувам дека сите овие објекти на времето биле и имале некое значење во градот. Со тек на време се кои изгубија тоа, дури некои од нив се на граница на постоењето. Мислам дека со враќањето на овие објекти под ингеренција на општината нема да се постигне нешто. Од една причина што општината навистина нема пари за такво нешто. За да се ревитализираат овие објекти требаат доста големи инвестиции и можеби требаше да се бара некој друг начин на нивно функционирање. Дури не и она како што беше порано, да. Значи, али ова со општината нека биде добро, мислам, добро ќе биде за сите граѓани ако биде така, и ако ја лично не сум управо, ама мислам дека општината за такво нешто, дека тие објекти се прегоден залог за општината и дека ако нешто на одстрана не се добијат некои средства, дека општината многу тешко ќе се справи со нив. Каква е состојбата во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН? Се уште не е започната изборната кампања, но започнате ли со одредени активности? Па добро, мислам дека состојбата во Општинскиот комитет е добра, се работат како тековни активности партиски, така и подготовки за кампања, значи работа со членството, значи некои организациони работи, така. Мислам дека е добра состојбата. По долгото искуство во Советот, имате ли амбиции, можеби за повисока политичка функција, пратеничка листа и слично? Не, мислам дека во овој момент немам такви амбиции, најверојатно тоа нешто ќе биде за некој друг. Впрочем, за тие работи е уште рано да се расправа и за такво нешто одлучува партијата. Од некои своји потреби там ќе определат кој е најсоодветен и кој најдобро ќе може да придонесе за да се победи на овие избори. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат граѓаните. Благодарам и на вас, и поведате у секој време. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.